Шефот на управата во МВР задолжена за борба со тероризмот Јовче Ременски вчера објави шокантни пораки во кои асоцира дека од понеделник ќе се случуваат акции на полицијата односно апсења. Ременски, кој е сопруг на вториот човек во македонскиот парламент Фросина Ременска, во моментов е началник на управата за заштита од тероризам или други активности насочени кон загрозување или уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија. Началникот Ременски објави пораки на Фејсбук кои асоцираат дека владата најавува апсење од понеделник. Во првата порака Ременски вели: "Има варијабли, константи и хипотези. Од понеделник ќе биде интересно", напиша началникот со потпис Ременски. Веднаш по првата порака тој дава до објаснување: "Да не останам недокажан, борбата продолжува и тоа на две нозе со сиот демократски капацитет на располагање, со сета жестина и без пренемагање." Во коментар на една од пораките, Ременски потврдува дека ќе има и џандар збира, што во политички сленг најдиректно значи дека ќе има политички апсења. Откако дел од медиумите ја пренесува неговата изјава, Ременски не негираше дека случуваат апсења, туку објави неколку линкови до текстови за случајот Афис од 2013 година. Ременски во коментарите напиша дека неговите информации се поврзани со кривично правен настан кој бил пријавен во обвинителството во кој е направена штета за буџетот на Република Македонија, но дека немало суетни новинари да го проверат овој настан. Според основното јавно обвинителство, најавата на Ременски за апсење или било какви активности во тој правец се неточни и неосновани, затоа што случајот Афис е се уште во предистражна постапка и ниту МВР, ниту управата каде што е началник Ременски не можат да апсат луѓе ниту да преземаат било какви процесни постапки без одветни чекори на обвинителството. Во текот на ноќта, шефот на македонскиот антитероризам и сопруг на претеничката Фросина Ременски, кој од завчера не е подпредседател на СДСМ, ги избришал сите своји коментари на Фејсбук. За колегите на Ременски во МВР, настапот на началникот е целосно погрешен и спротивен на протоколите на Министерството, затоа што тој не е овластено лице за изјави за јавност, ниту пак смее, како шеф на управата за антитероризам, да коментира други предмети кои не се во негова надлежност, особено нејавно да објавува пораки во кои асоцира на апсење. Извори во внатрешната контрола на МВР велат дека ако следат правилата на полицијата, против Ременски мора да биде покрената постапка за нарушување на правилата за работа, затоа што освен што јавноста ја довел во заблуда, тој може би открил информации кои се од интерес за инволвирани во случајот Афис.